Ке се вратам на економијата. Затоа што економски силна држава е достоинствена држава и нема да биде подложна на сите овие неправди, омаловажувања и национални понижувања што ни се случуваат од оваа хунта на власт предводена од аболиран политичар. Ветува 5% раст на бруто домашниот производ. Кога целиот регион книжи двојно поголеми стапки на раст од нашиот, они се горди и велат: еве, со нашата пиши-бриши економија успеавме да покачиме во еден квартал 3%. Зарем тука завршија сите ветувања од 5%. Но она што е полошо, допрева доаѓа, а тоа ќе се случи во 2019 година. И не го зборувам ова за да подкревам паника меѓу граѓаните, туку да предупредам да сите црнила и темнини кои што допрева ни доаѓа, не забадијала ги зголемуваат даноците, затоа што се свесни дека не може да ја зголемат економијата со проекти, визија и структурни реформи. Наједноставниот начин им е да брснат во џебовите на граѓаните и да го наполнат помпезниот буџет, за да можат да си делат тендери во 4 очи, за да можат да крадат и плјачкаат. Заради тоа кажувам дека 2019-та, која по трет пат од устата на овие политичари слушаме дека ќе била економска година, не само што нема да биде економска година, туку ќе биде година на голема економска стагнација и плјачка од граѓаните, од трудот кој што и онака тешко трудот и онака кој што тешко го